Добро вечер, почитувани, добродојавте во вечерашното издание магазинот Вечера со Слободан Томич, петок 13 октомври 2023 година. Со оглед дека измина неколку часа, 24 или 48, колку му дајаѓа од денот на одбележувањето на восстанието на Република Македонија, каде што 82 години македонскиот народ кажа не на фашизмот, бугарскиот фашизам и германскиот нацизам, имајќи фактот дека Македонија равноправно со земјите кои се бореа против антихитлеровата, да речам, коалиција, успеа да ја донесе својата слобода и да ја избори својата држава како самостална, независна држава со сите атрибути, имајќи факт дека Македонија не е добиена на тацна. Во рамките на мојот серијал низ лидерска призма, вечерва, се си задоволство, ми беше да го поканам господинот Липчо Димовски, председател на Социјалистичката партија на Македонија, и ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро најдов. Еве, со оглед дека таа мала моја најава, апропо и она што ни се случило во изминатите 48 часа, мен, како пред се македонец, а потоа како човек, ми создаде уште една непријатна ситуација, кога видов вице-премиер на Република Македонија, како да му беше залепена устата на интонирањето на химната, што е нешто од светите нешта на една држава, како што е македонската држава, ни едно зборче не изусти. А роден е во Скопје, мислам на Артан Груби, кој во друштво со неговиот народна забелешка авториран премиер Ковачевски, беа на прославата на 82 годишнината од и восстанието на 11 октомври. Кој е вашиот коментар како председател на Социјалистичката партија, бидејќи партија која сиот свој политички амбиент и живот го концентрира на независноста на Македонија и политичко доживење и пред независноста на Македонија од 91. Значи во континуитет речи се 80. Благодарам на прашањето, но ќе гледам да биде одговорот прецизен. Прво, драго ми е што слушам такви зборови на сметка на Социјалистичката партија, чиј представител сум, но историското делување на Социјалистичката партија е многу подолго. Ајде да се осврнеме само на деновите од 1941 година. Еден од носителите на антифашистичката борба, народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција. Како социјалиста морам да го кажам, затоа што е тоа историска вистина, било тоа некому да му е драго или да не му е, или особено некој кој што подзаборил па да го подсетам, била токму на плечите на социјалистите преку Народно-ослободителниот фронт. Тоа е движење составено од пред се социјалисти, подосна се вклучиле и комунистите, кои што заедно со сите граѓани во Република Македонија, но пред се македонците, ја извојувале големата величинствена победа на македонскиот народ и стекнувањето на правото преку Астон за формирање на своја за прв пат држава, тогашна Народна република. Да, имаме инсерти, ви се можеме додати. Социјалистичка република Македонија. И сега, ако се вратиме во сегашноста, има повеќе елементи за кои што би можело да се зборува, да се сврнеме на жалната констатација дека ние не успеавме да ги обединиме граѓаните од различни етничка припадност, зборувам македонскиот народ и малцинствата во Македонија. И ова што го зборувам, многу прецизно го зборувам, за да ме разберат луѓето на вистински начин, затоа што јас не робувам на вокабуларот актуелен сегашен. Значи, на македонскиот народ и останатите, затоа што символот на државноста помеѓу останатото покрај државното знаме и националната химна, државната химна. И тоа треба да биде елемент на поврзување на сите граѓани. Доколку некој демонстративно, како што вие велите, ја залепил устата и не сека да, макар во себе,
ја испее химната заради тоа што едно чувство посебно за секој граѓанин, тогаш имаме проблем, меѓутоа тоа доволно зборува за неговата искреност дека тоа што го зборува и тоа што го работи на вистина и го мисли. Тоа беше и на одбележувањето на 8 септември, на Калето, кога... Така. Тоа е една работа. Ја сега ќе отворам уште една работа. Јас не робувам на владиниот протокол и неприфатливи ми се сите тие работи, заради тоа што очекуваме да се случуваат такви нешта и воопшто не отидов на таа централна манифестација на Социјалдемократскиот сојуз, не на државата Македонија, односно на Република Македонија. Си бев таму каде што припаѓам меѓу своите, а тоа е во Прилеп, со граѓаните на Република Македонија, со обесправените пензионери, со обесправените тутунари, земјоделци, работници, кои што сакаа да бидат присутни и да положат цвеќе на могилата на непобедените. Сепак вие сте представник на политичка партија и поранешен министер за земјоделие. Исто така, како што спомнав, партија која се најмногу грижи за социјалната политика и социјалата. Тука морам прочетокот на интервјуто да го акцентирам местото и улогата на пензионерите, денешните градители на Македонија, инвеститори во Македонија, кои се на работна екзистенција, а не се добро примени од актуелниот министер за труд и социјална политика, што во една прилика вашиот колега по дефиниција председател на новата партија, знам, вели, та не познава, не знае што е социјална политика и програма, знае само да распоредува некои фондови средства кои ќе добија да ги разместат на своји лични пријатели. Не сум ја слушнал таа изјава, јас имам исто така мислење за господјата министер, која што доаѓајќи од директор на инспекторатот, си ја сватила и улогата на министер како репресивна функција, а не како конструктивна. Министерот е слуга на народот, тој треба да го привлекува народот или да го обединува, во случајот со пензионерите да има разбирање за нивните барања. Колку и да се тие според многумина или според некои нереални, тоа се барања. И за сите барања на пензионерите, особено на пензионерите, и министерот ресорен и владата треба со најголема сериозност да седат на маса и да се разговарат и да преговарат и секогаш да го гледат пред се интересот на пензионерите, а не интересот на буџетот или на владата. Министерот за финансии е секогаш тој кој што е најголемиот кочничар околу обезбедувањето на финансиски средства, заради тоа што тој внимава на буџет. Ама на сметка на пензионерската несреќа и немаштина во која што живеат пензионерите, тој треба да биде најмалку повиканиот кој што ќе дава зелено светло дали може или не може. Мора. Дали ќе биде линеарно, дали ќе биде 3.500 денари, 5.000 денари, 1.500, не е битно. Значи, не робуваме на цифри. Битно е барањето на пензионерите да биде сослушано и спочитувано и заедно со нив да се најде решение. Тоа тие го барат. А не бараат арогантен однос од страна на министерката или она што е сосема, значи, недозволиво да ги брка од кабинетот од сред разговор со обезбедување. Срамно, недостојно однесување. По светот не постои такво однесување на дефинитивно, не е достојно за годините на луѓето кои што имаат проблем, кои што точно ке нив одмака барат, а недостојно е уште повеќе и за самата функција министер, заради тоа што, како што кажав уште на почетокот, тој е слуга на народот. Не е владетел. И уште една работа сакам да кажам како дистинкција. Вие кажувате дека јас сум бил член на претходната влада, точно, веројатно еден од најдолгогодишните министри за земјоделство по новата историја на Македонија. Ние секој сме се раководели дека владата раководи со државата и со процесите во општеството. А сегашната номенклатура владата ја подразбира како владател со народот
и со државата, а за процесите во општеството воопшто не е заинтересирана ЕО, таму затоа што не се внимава на општествените процеси, ќе се судираме со ситуации во кои што не се пее химната од одредени представници на македонските малцинства. И она што сакав на почетокот да го кажам, полициската репресија на 11 октомври, на денот на празнувањето на востанието на македонскиот народ, кога полицијата на пензионерите не им дозволи да положат свеќе на могилата, како што не им дозволи на 50-тина борци или членови на организацијата, симпатизери, поддржувачи на борците, исто така и тие организирано да положат свежо свеќе на Што е скандал. Што е стандард. Зошто? Заради тоа што полицијата покажа дека робува на тројца представници на владата. Толку ли се плаши власта од сопствениот народ? Зошто се плаши власта од народ? Па, они веројатно имаат причини зошто да се плашат. Зошто се плашат? Да. И од каде им е стравот? Меѓутоа, македонскиот народ не е виолентен, не е насилен, за да некому му направи зло, особено на некои луѓе во власта, но веројатно и тие самите знаат дека имаат претерано и дека дефинитивно, освен со репресија и со полициска заштита, не може да бидат сигурни. Морам да го свртам листот за актуелните случувања, збидувања, што е навистина актуелно не тука и надвор. Информации доаѓаат од надвор, дека дефинитивно и Соединените американски држави, Европската унија не се задоволни од политичкото работење на ова октруирана, оркестрирана, да речам, коалиција, која катадневно се повеќе Македонија тера во амбис и во жива кал, да речем. Од друга ситуација, сведоци сме на уште еден, да речам, чин во кој министерот за надворешни работи Бујар Османи пред известно време даде една изјава која вели и покрај уставните измени да се случат, бугарите не остануваат на тоа дека нема да има барања други. Ја би ја замолил режијата, мислам дека треба да имаме од позадина наша. Неодамна испадна една информација, јас, да бидам искрен, господин Димовски, 3-4 колумни пишувам и велам дека Бујар Османи имаше средба официјална со бугарскиот претседател Румен Радев на 22 да, тоа имаме во позадина, 22 мај 2022, во кој му беше вид светодавно тело. Му вели парафраза. Ајде ви го завршиме проблемот. А тоа е дека ќе ве ставиме и вас, како и ние што влеговме во уставот на Македонија. Пазите, асиметрично. Не да вели реципроцитет, но со реципроцитет, со тоа што да се запазат правата и слободите на македонците во Пиринска Македонија. Кој е вашиот коментар со тоа што ќе прочитаме и новата изјава од господинот Бујар Османи? Визави како советодавно тело на бугарите, а вела дека тоа е бугарски предлог, односно е македонски предлог. Ja. Прво, она што го напоменавте за со сета почит кон нашите стратешки партнери и тие европски демократи, за мене не е битно дали се тие повеќе или помалку задоволни. За мене е најважно дали е македонскиот народ задоволен од владата. Да, очигледно е дека не е задоволен, според сите анкети. По однос на прашањето кое што го поставивте, па јас да ве со едно контрапрашање, дали имаме дипломатија? Ја мислам дека ние немаме македонски министр за надворешни работи, нити имаме премиер кој што ја познава дипломатијата, ниту воопшто имаме влада која што сериозно се посветила на надворешната политика, ниту имаме политички партии кои што се во владата, кои што пак размислуваат за проблемите кои што нивните представници во владата, во извршната власт ги создаваат. Прво, ниту е француски, кој што кажете, се согласувам со тоа, ниту е бугарски, туку е македонскиот коцкине таму на зградите на Илинденска, или на зграда на КЕОТ, Министерството за надворешни работи. Прво, по однос на договорот за така наречено добрососедство,
Ја ќе поставам едно прашање. Своевремено Бугарија пред да биде примена во Европската и НАТО? Во Европската унија има изјавено дека со ниту еден од соседите нема нерешени прашања. Од каде излезе сега ова македонско прашање? Ево уште еднаш ќе го пушти слайдот режијата, да го цитираме Бујар Османи, вели, внесувањето до бугарите во Уставот било наш изум. Османи тврди дека предлогот за уставни измени дошол од македонска страна. Јасно и гласно, ова е дадено интервју за еден портал. И дополнително на тоа, има негова изјава во која што очекува дека и во иднина бугарите повторно ќе се појават со нови вета. Сега да дојдеме да почнеме од основата. Тој од катастрофалниот договор несиметричен на кој што на самата комисија за надворешна политика во собранието своевремено 2017 чии што во тоа време бев член, им укажавме, тоа беше затворена седница, на која што беше донесен договорот во само една копија. За сите 20 фантомски. На наше инсистирање се направија копии, се умножи текстот и ние бевме удостоени една копија за 20 пратениците, можеме паралелно да читаме 15 минути. Колку 15 минути? Да. За среќа, во комисијата беа членови и Антонио Милошевски и тогаш Никола Поповски како пратеник, значи своевремено министри за надворешни работи кои што многу добро беа запознати со материјата и воедно конкретно Антонио Милошевски, министер кој што реагирал и навремено на сите тие нешта и му кажавме на представниците на владата, на тоа беа и премиерот, и министерот за надворешни работи Никола Димитров, и тогашниот државен секретар во Министерството за надворешни работи, потоа директор на овие обавештајниви агенции, не знам, со неставен крај, не му го памтам името, не е ни битен. Укажавме на 5 работи кои што мораат да се искоригираат за да биде колку толку договорот прифатлив за македонска страна. Ни беше ветено дека ќе имаат слух за сето тоа, меѓутоа кога дојде договорот на пленарна седница, текстот беше непроменет, затоа и ние ја напуштивме таа седница. Така да тој договор е терет на самата влада и на самата номенклатура, не е терет на опозицијата, и има една, ако ништо друго, една клаузула кон крајот на завршните членови, дека договорот може да биде раскинат доколку на некоја страна не ја одговара со претходна најава од година дена однапред. Кратко и јасно. Започна наместо да преговараме ние со Европската унија за започнување на процесот за зачленување, ние почнеме да преговараме со Република Бугарија. Ние како држава немаме намера да се зачленуваме во Бугарија. Ние имаме намера да се зачлениме во Европската унија и да разговараме за сето тоа со Брисел, а не со Софија. Накриво беше целата таа работа поставена, од повеќе прашања, од повеќе причини, затоа што прво да бидеме честни према јавноста за секоја работа што владата ја прави како некое си решение или некој си договор, стојат, грубо кажано, голи материјални интереси, финансиски. Тоа не може никој да го негира. Такво нешто е и кај тогашниот премиер, и од едната и од другата страна, и сите останати кои што се во нивното обкружување. И сите бевме сведоци на приказки, ама тоа не биле само шпекулации, него и голема вистина. И по тој остав и нарушена релацијата и состојбата во односите помеѓу Бугарија и Македонија. Некои банки требаше да бидат продадени македонски на бугарски богати собственици, компании, телекоми и така натаму. Други телевизија разбрав требаше. Како? Требаше и телевизија некоја да. Значи, сето тоа не се изреализира и оттаму реакцијата на бугарската страна која што после тоа ги произведе сите овие работи.
Значи тоа беше само, значи условот беше да си земеме нешто Така е. банка, беше претпоставам да шпекулирам едно од ноќните банки. Големите, да не го Да спомнуваме. не спомнуваме, името, да. И немаше ништо од бизнисот и се отвори втората Така е. варијанта, ајде идеме по најтешкото. Така е. Ете. Значи, мораме така да ги, ако ги анализираме, веќе работите, меѓутоа, знаете што за овој проблем не треба никаква анализа. Значи, Се ово е гледа, толку приземно, видимо е. толку е примитивно, толку е детско, да не може човек да се занимава да анализира нешто што е неодрживо. Неодрживо е и понатаму заради двата протоколи кои што еве го дотичниот вршител на должност министер за надворешни работи си признава дека ќе бидат дека ќе имаме и понатаму овој сопки и блокади од страна на Бугарија, тие ќе бидат темелени врз основа на тие протоколи. И суштината на тие протоколи е таа фантомска незаконска противуставна комисија која што моментално треба да биде растурена како најголем штетник на македонските национални интереси. Историската комисија, сега кои сите тие нејзини членови таму, и оној академникон хибриден, кој што како нејзин председател го катапултира да биде член на врвната нели научна институција македонска. И оттаму, меѓу другото, веќе се осврнам на тоа, зошто ги немаме ние отпечатани учебниците за во основното училиште, затоа што се чека на одлуките на историската комисија. Кој фактор е таа историска комисија? Тоа е веќе кривично дело на самиот министер, затоа што не може да издействува и да изорганизира печатање на учебниците за историја, не знам за кој оделение, меѓутоа 600 одделение. Да. Кој е тој министер? Министерот треба да спроведува закон, а не да калкулира со одлуките на некаква си комисија која што е непотребна. Што ако е во тој договор? Затоа многу работи во следниот период ќе се случат и многу работи ќе се расчистуваат и многу луѓе ќе бидат засегнати. Ама дефинитивно ќе бидат засегнати. Тешки кривични дела се усетуват. Секако, затоа што овој конформизам во кој што тие сега седат и се однесуваат на таков начин, тоа ќе се заврши, има крај. Има крај и трпението на народот. Ја вчера, пред некој ден бев, значи, интензивно, скоро цел ден со луѓето на улица. Ја средби секојдневни и дали јас идам во посети организирани случаи, не е ни битно дали тие доаѓаат кај мене. Значи, можам да кажам дека прво неодржливо е да се живее во Македонија. Македонското општество е многу раслоено. Раслоено по неколку основи. Меѓутоа, она најголемата поделба е по социјален основ, раслоеноста. Имаме многу малку богати луѓе или луѓе од таа бивша средна класа, не знам како да кажам, кои што можат да се дозволат некои работи повеќе од останатите. Меѓутоа, 96-7% од останатото население па на работна екзистенцијата, а како што доаѓаат времења, ни тоа не може да се го приуштат. Како да кажам, гревата е да се гледа македонскиот народ во оваква ситуација. Никогаш не бил во полоша ситуација, обезглавен. Нашата држава, можам слободно да кажам, да како песок низ прстите ни истекува и исчезнува, како да ја немаме државата. Сето тоа е заслуга на овие две политички партии, поголемата Демократска унија за интеграција, која раководи со што раководи со државата, и сервисот, неизин, привезокот, Социјалдемократскиот сојуз. Тотално идеолошки загубена партија, обесмислена. Кај неа нема никаква државност, нити имало некогаш државност. Замислите, се повикуваат на наследство на Сојузот на комунистите, односно на бившата комунистичка партија. А плутат да по ги вратам Македонија. на 47-та година на 1 август за време на Бледскиот договор. Што е потпишано таму помеѓу Јосип Броз Тито и Ѓорѓи Димитров. Јосип Броз Тито го потпишува тоа што македонското раководство го има кажувано. И го има барано и го има издействувано. Тоа е прва работа. Да ги потсетам на 68-та година на говорот на Крсте Црвенковски како председател на Централниот комитет на Сојуз на комунисти во собранието на Република Македонија. И за Бугарија.
А ако го слушаме тој говор на Крсто Црвенковски од 68 година, како вчера да било да го зборувал тој говор. Што сакам да кажам? Наследниците, кои што се обични фалсификатори, интриганти и апатриди, значи апатриди без чувство на национална припадност и поврзаност со нацијата и со државата, се повикуваат на нивните предци кои што секогаш имале принципиелен став во однос на бугарското прашање. Немаме ние македонско прашање, ние имаме бугарско прашање за нашите луѓе таму во Пиринска Македонија. Значи имале принципиелен, цврст, одлучен и доследен став. За разлика од овие социјалдемократи кои што све живо поплукаа и све живо поништија. Асном го поништија. Устав сакаат да менуваат, да стават покрај името, најголемите катастрофи за македонскиот народ, за македонската држава, секојаш се случувале од Социјалдемократскиот сојуз. Да земеме поред. Фиром, нели беше за 3 месеци превремено. Знамето. Јас не познавам црква во Македонија каде што го нема сонцето од Кутлеш, така. Ние со тоа сонце сме растеле. И се идентификуваме. Фала Богу. Понатаму, која направи приватизацијата? Таа транзиција и така натаму. 240.000 луѓе останаа без работа. Се дадоа сите стопански капацитети, фабрики, предпријатија, компании и што све не на одредена група луѓе кои што се блиски во тоа време на Социјалдемократскиот сојуз. Која изорганизира територијалната поделба катастрофална и погубна по македонскиот народ на Република Македонија, поделбата општинска. Исто Социјалдемократскиот сојуз. Кој го смени уставното име на Република Македонија? Социјалдемократскиот сојуз. Кој сака да го избрише идентитетот, историјата, јазикот, културата и се што е македонско? Повторно, Социјалдемократскиот сојуз. Дали заслужува таа политичка партија во следниот период кога ќе се завршат големите промени во македонското општество и кога македонскиот народ повторно ќе се извојува својата слобода на најдемократски начин со гласање на гласачките кутии да дозволи на таква партија да делува. А мора да биде таа осудена и санкционирана. Не може овакви работи да се случуваат во една држава. Јас сум сериозно загрижен. Јас си го сакам својот народ, тоа сум го докажал безброј пати. Сум бил по своја штета доследен заради тоа што сум дел од мојот народ. И не можем поинако да размислувам и затоа секогаш ги следам неговите барања, ама во исто време ја следам и неговата осмеха, а се помалку има простор за такво нешто и неговата болка. Македонскиот народ во овие времиња има само еден крик. Мора да се симне во овој јарем, мора оваа диктатура да се симне од власт. Мора, едноставно. Затоа, по мене е многу битно во следниот период. Изборите, дали ќе бидат до крајот на годината, во март, во мај, во јуни, кога сакат не ги тераат, мора да дојде како се вика. Затоа што опозицијата, јас сум како политичка партија во коалицијата Обнова на Македонија заедно со ВМРО како водечка, ВМРО ДПМН како водечка политичка партија во опозицијата и од 2004 година го тераме сето ова. Значи, ние имаме цврст принципиелен договор, додека не се постигнат конечните елементи за и сигурност за македонската нација, македонскиот народ и за Република Македонија, ние ја тераме коалицијата. Нас не интересираат идеолошки разлики, прочем сите тие се толку небитни во однос на најголемата идеологија што секој македонец треба да има, а тоа е Македонија. Сега, затоа е мојата загриженост и затоа апелирам, повикувам на едно единство кај македонскиот народ. Да не подгледнува прво на лагите и на ветувањата и на заканите, особено од страна на владеачките партии, на ДУИ, на СДС, но во исто време и да биде многу предпазлив кога слуша што се ветува од другите помали партии кои навидом изигруваат опозиција, а цело време работат на штета на вистинската опозиција во Македонија, затоа што ние не сме нормална држава, да има нормални текови, логични текови во политиката.
И јас се согласувам дека политиката е секогаш променлива во интересите и во ставовите, меѓутоа во генерално некоја принципиелност и една логика во делувањето на секоја политичка партија, особено таа ако е парламентарна, би требало да има. Во оваа ситуација малку сум скептик дека на вистина зборовите кои што ги слушаме од повеќе страни, од повеќе политички фактори, не сакам никого да именувам, ама граѓаните знаат на кого мислам, се на вистина веродостојни. Има многу повеќе калкулации, интереси и некој веројатно се ставил во залог на некој друг од страна на власта, па тера некоја агенда која што прво е на штета на македонскиот народ, втора на штета на опозицијата, на крај што ако некој се офати со финансиски средства, па светот не се врти само околу парите, билки има некои работи кога душата ќе биде исполнета ако на народот му е навистина добро. Сите дека има тие душа, има тие луѓе што се од лукративни причини склони го направиле тоа, подпиша еден документ кој се вика преспански документ, кој не се испочитува од другата страна, бидејќи Македонија во целост све исполни. Второ, не беше никаде спомнато ерга омнес. Беше само промена на тој акроним поранешна Југословенска република Македонија ПРМ, или познато како ФИРОМ што велат, и ништо повеќе. Меѓутоа самиот, јас имав можност со луѓе кои беа инсайдери или Слободане, никој нас не праша, не консултира и ние воопшто не разговаравме за ергомнес. Туку директно Зоран Заев излези и тоа го стори. Од друга, значи од луцидни, од лукративни, од себе што оценува народ и аналитичарите, ставил огромна штета напред на Македонија и македонскиот народ, македонската историја. Само че завршам тоа што грците не најмалку не го испочитуваат. Ние околу обврските и она што е зацртано во тој, да речам, за мене не е фамозен. Тоа е документ кој верувам дека за години понатаму ќе се најде на ревизија пред Меѓународниот суд на правда и закон. Па мислам дека единствениот пат е легален, значи како што треба да биде, само преку институциите, тоа е долг пат, бара голем број на сојузници, наши пријатели. И единство во државата. Да, и единство во државата, секако, и ангажирање на сите умови во Македонија за да се заврши се, не само од Македонија, туку и барање пријатели надвор. Подршка од надвор. Затоа што ја прво мислам дека и на пошироката јавност е познато дека ниту Заев не знаел што содржи тој договор, заради тоа што тој договор е изготвен во тие тинг-тенгови во Лондон, во Вашингтон и така натаму. А тоа каже Димитров самиот. Да, даден е овде како готов текст да се... Како што рамковен беше. Така. Знаете како се викаше кардиналска сеанса на стилот на Кем Дејвид, кој што беше Палестина и Израел. Јас ова го знам лично Солана. Кардиналска сеанса. Да. Нешто слично е, значи, и овој преспански договор, тој е даден како готова верзија да се подпише и точно е тоа дека нити тие табли сообраќајни не се променети во Република Грција. Стои Скопје. А од друга страна пак ние одиме уште 5 чекори напред, па сега ќе ги менуваме и патните документи, значи лични карти, сообраќајни дозволи, возачки, како се вика, финансиска катастрофа уште поголема. Да. Зошто? Заради тоа што пазите, ние сме обврзани тоа да го направиме само во случај ако отпочнат преговорите со Европската унија. Така. А не се отпочнат. Значи не сме обврзани до дедлајн да биде февруари 2024. Фала Богу. Значи ова е импровизација на владата, нов како да кажам притисок прво во граѓаните, затоа што пазите, ова станува збор за една хибридна војна со Македонија и за една психолошка војна со Македонија. Сме како некоја лабораторија во која што се испитува тоа сериозно политичко дело, што се вика, односно психичка војна, затоа што македонскиот народ, сите македонски граѓани 7 години цело време се притискаат по разни основи. А ова со фискални врски, со полнењето на буџетот, со празната каса и така натаму, па на секому му е јасно штом види повеќе сообраќајци на аутопатиштава дека казнуваат дека нешто е проблем. Торбата буџет. Тачно, еве сега да отидете било каде, све е со
сообраќајна полиција, значи очигледно дека нешто е проблем. Но некаде е добро малце заради нас возачите кои не ги почитуваме. Тоа е веќе друго прашање, тоа е до менталитетот до сообраќајната. Во главно е да се полни торбата буџет. Па дефинитивно, а како нема да се полни кога ние без потреба го испразнивме плаќајќи обврски за кои што за возврат не сме добиле ништо. Тендери во 4 очи. Така. Не само тоа, него да гледаме деноночно како се добиваат големи изданија за без пари. Тоа беше спомнато и на медиумите, внукот на Али Ахмети и така натаму. Значи, сиот потенцијал на македонскиот народ веќе се одлеа. Епа, сега треба да се поразмисли председателот на ДУИ за неговата харизма за непогрешливост, заради тоа што тој е сериозно искомпрометиран со тој непотизам и за огромните пари кои што обичниот албански граѓанин, односно македонски албанец, ни на сон не може да ги замисли дека може да ги има парите кои што неговите внуци, синови, ќерки и така акумулирале финансиско семејство ги имаат. Ова народот исто го збори. Така Што мислите, една шпекулација беше проструена во моите емисии, вели дека голем број косовари користат македонски пензии, значи фантоми. И се прашува, народот поставува прашање, вика, дали се тука тие милиони исчезнати, 3-40 милиони евра, не случайно албанскиот кампус, од македонските албанци кои се инкорпорира во ПИОН, во тие социјални институти, за да може да се ги креираат пензиите по своји желби. Вака не би сакал да многу спекулација века, меѓутоа кај што има чад има јога. Значи уште од почетокот се оградувам, значи не мислам ништо апсолутно кон албанците во Македонија, имам многу драги пријатели. Има лојални многу, дете како. Пријатели кои што ми се поголеми пријатели од некои, ако воопшто можам да правам таква разлика, но ако македонските цитостатици се давале на косовски пациенти, значи можеме да претпоставиме дека тоа се случува и со пензиите. Па а знаеме со пасошите и како. Толку без милост. Па милост оваа држава нема. Гледате, они ги убиваат, значи лекарот на онкологија се става во ситуација да одлучува за смртта и животот на одреден пациент, дали ќе му даде лек или нема да му даде лек, што е сериозен злочин. Второ, живи ги гореа луѓето во модуларната болница во Тетово. Трето, го пушта автобусот на, како се викаше компанијата, во Бугарија, живи луѓе да изгорат во него при сообраќајната несреќа. Дурмотурс, да. Без никаква основна пресуда. Може ли некоја народна влада која што има чувство за интересите и потребите и за неволите и задоволствата на народот да се однесува на таков начин, да биде безгрижна за сите проблеми со кои што се соочува. Ама ова не е проблем, ова е живот или смрт на онкологија. Живот или смрт, тоа е страшна смрт. Ама нема македонци, нема, значи сите се спрани. Ама смртта не бира кој што не бира национална припадност. Фала Богу. Морам едно што ја прашам. Не сум најмалку да фрлам масло, меѓутоа фактичка ситуација изетмечити според мене, според јавното мислење, според мислењето на албанскиот интелектуален потенцијал, вели човек кој максимално му помогна на Али Ахмети. Истиот тој Изет Меджити направил таква, чест му направил да Искендер, да речем тоа е сепак и тие треба да се научат историјата, според историчарите, дека нема никакво албанско, нема да навлезам тоа, меѓутоа му го предаде, вика команданте, ти го донесов Ѓорџ Кастриоти, како рече, во Скопје. Се сеќавате на таа церемонија. И дојде ситуација, Али Ахмети вели, тој самиот сен себе си плука. Нека плукне горе, си сплукне на самиот образ. Што не е својствено, не е етички, морално. Ова е општа незадоволство, пренесувам, од албанци и новинари, и аналитичар, и народ. Ајде да го подредиме тоа на албанскиот политички фолклор со нивните, како да кажем. Во ред ја ве разберам, меѓутоа сакам да кажам дека за незиното височество во фотелјата нема милост. Дефинитивно. Видите, значи... Знаете што само уште ова? Еве се служат со едно Девиде импера, да го скарат во Мароја. Вчера спомнав пред некој ден спомнав со представник на невладиниот сектор, кој е предавник у Македонија. Најмногу ке нас се вели секој кодаш. Ако нешто не му иде по волја, кодаш. Меѓутоа да подсетиме, Никола Груевски, најмалку сакам да му бидам адвокат,
е тој што беше ставен во Менгеме од Џо Бајден, значи ова инсайдерски информации, каде што Бајден, Викторија Нуланд и господја Хилари Клинтон 2012 му наложија 3 пати да го смени името на состанокот, тој рече не. И на крајот го оставиле сам во просториите во Стет Департментот. Затоа зборот ми беше од друга страна на Мицковски, реков дека стадо збор нема да бидам адвокат на ни на партија, ни на ВМРО ДПМН, ја зборам вистината народот. Мицковски цврсто рече нема шанси да се случат уставни измени. Значи имаме двајца лидери кои дефинитивно не сакат да има промена на амбиентот во Македонија, второ не сакат да има една дисолуција на гласачката машина на најголема политичка партија во Македонија. Да, ја можам да го кажам меѓу другото и ставот на Социјалистичката партија, а тој е многу прецизен. Значи, нашиот став е дека уставни измени нема да се случат и не прифаќаме никакви уставни измени. Значи, овде нема додавка под букарски диктат. Воопшто уставни измени. Видовме дека македонски концепт, не е бугарски. Да, меѓутоа еве, значи наративот во изминатиот период е тој. Нема. Јас еднаш сум бил во таква ситуација кога се одлучувало за измена на уставот по однос на името на државата, и втор пат еве со неизгласувањето или недавањето поддршка за усвојување на дневниот ред за отварање став. Така да тоа е, значи прво тоа е човечки, тоа е македонски. Човечки, знаете што, мораме да почнеме да се чувствуваме како македонци. А не кираџи усвоено. Фала Богу, прво македонецот. Имаме шанса да ослободиме од окупација, ако може народот што вели Македонија во кој моментот во кој се наоѓа. Само на денот на изборите. Ако бидеме сложни, цврсти, одлучни, принципиелни, доследни и да бидеме македонци, да гласаме за македонската опција, тогаш ќе си ја ослободиме државата. И тогаш државата ќе му ја вратиме на народот. Народ мора да си ја добие државата назад. Дали тоа значи малите политички партии треба да се консолидират во еден фронт? Фала Богу, мора да се окрупниме. Нека биде пример коалицијата обнова на Македонија. Која е вашата порака, ви дам простор да се обратите на јавноста и покрета? Па ја неколку пати кажав, значи мора здраво да размислиме, да го видиме собствениот интерес врз ветувањата, односно работењето. Нема што ние многу да ветуваме. Значи, за нас е доволно да се гледа што сме одработили и што работиме. Ние така како што работиме сега во собранието, колку толку да контролираме нешто во државата, сакаме да подобриме дополнително со довербата од народот, да раководиме со државата за да го ослободиме народот. Една минута само за амнестија забораве, молам. За амнестијата и за скупување слобода со вакви контроверзни... Па многу е контроверзен тој закон, кажува дека од 2018 е ист текстот, да, ама тогаш биле подруги приликите и сега е крајно неселективен. Амнестија може да прифатиме, што се однесе до мене, само ако браќата од 27 април бидат амнестирани. Ако сакаат тие, ако побараат, ама тие се чести македонци, достоинствени луѓе и знам дека преку легална постапка сакаат да си го ичистат образот. Но ја ќе инсистирам, односно барам, амнестија за нив. И благодарам многу што бевте гости во овој вечерен магазин. Ви посакам добро здравје и успех во работата. Благодарам. И последно што го замисливте. Да. Почитувани, тоа беше господин Љупчо Димовски, председател на Политичката партија Социјалистичка партија, коалиционен партнер на ВМРО ДПМН и другите коалициони партнери во блокот за и околу одбраната на Македонија и кои рекоа не за уставните промени, бидејќи видовме дека тоа, како што спомна првиот човек на Министерството за надворешни работи, не било бугарски, туку нивни проект на СДСМ и други. Бите ми живи здрави, се гледаме во понеделник во нашиот редовен термин 17:15 во дневната доза на Гласот на народот. Пријатна вечер.